Пријатели, добар ден и добре дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска ќе зборувам за периодов кој што ни доаѓа, односно кој што е веќе дојден, затоа што знам дека и до денеска многу од вас поминаа премногу предновогодишни забави, средби, прославувања, наздравување и така натаму, што е супер и е многу убав период од годината, затоа што некако сите се под некоја еуфорија. Дали е основана или не основана, тоа вие ќе си заклучите. Многу е добро кога во овој период од годината ќе се свртите на назад и ќе видите една супер година, успешна, исполнета, во која што вие можеби сте се реализирале во многу аспекти од вашиот живот. И ако е така, ви честитам и ви посакувам да и следнава ви биде одлична година. Како и да е, она што овој период многу ќе се зборува и ова што и она што овој период многу луѓе ќе ги мачие премногу количината на храна која што ќе ја внесат и преголемата количина на алкохол која што ќе ја внесат, но ако ме прашувате мене што да правите, или ако ми кажувате мене, ама Јосиф, знаеш, таков е овој период и не можам јас поинаку, јас имам нешто друго да ви кажам и да малку ги свртиме работите од некој друг аспект, затоа што многу луѓе сметаат дека празниците, прославите и нивниот кафански начин на живот им смета. Иако имам зборувано на оваа тема, сепак повторно ќе напоменам дека ниеден празник, ниедна прослава, ниеден период од годината кој што не трае повеќе од една недела, затоа што ова се ќе заврши за една недела од сега, кога ќе заврши Бадник, Божик и така натаму. Ниеден период од годината не ви прави да вие имате нарушено здравје, да имате нарушен изглед, да имате вишок на килограми, затоа што вие во 2 недели не можете да придонесете за не знам каква хаварија да направите во телото. Ако вие овој период од годината, па макар и тоа да е на секојдневно ниво, внесувате екстра 1000 до 2000 калории од недобра храна, од алкохол и така натаму, нема да направите голем проблем. Затоа што генерално проблемот кај луѓето кои што имаат нарушено здравје, изглед, немање доволно на енергија и така натаму, не е поради екстра 1000-2000 калории кои што ќе ги внесат денеска или можеби во текот на неколку денови серијски, или затоа што ќе се хранат нездраво во 7 дена. Она што прави проблеме на луѓето е што во континуитет секој ден од 365 дена, 350 дена имаат или екстра калории секојдневно, кои што се од нездрава храна, или имаат премалку калории кои што се од здрава храна или нездрава храна, неважно. Затоа, она што јас би ви го советувал во овој период е само да пиете повеќе вода, да не изостане редовноста на оброците од мој аспект, затоа што јас ја препорачувам таа и ја практикувам и ми дава резултати, да не изостане едноставно можеби внесувате што повеќе овошја, зеленчуци и извори на антиоксиданси, за да малку се случи тој баланс и да едноставно антиоксидансите се погрижат за слободните радикали кои што ќе придонесете да се создаваат во поголеми количини поради конзумацијата на алкохол, поголема сокови, дали вие ќе запалувате по некоја цигара плюс, дали ќе бидете дел од атмосфера во која што ќе се пуши. Така да посегнете во остатокот од денот, ако можеби јас ја имам прославата навечер, а тоа е така, не славите цел ден, секој ден, туку можеби имате предновогодишна забава попладни навечер, можеби имате прослава за празник попладни навечер, затоа гледајте во овој првиот дел од денот да имате редовност на оброците, да внесувате поздрави продукти и нека бидат тие малку со пониски калории, нека бидат повеќе овошја, зеленчуци, затоа што уште подобро ќе ви остане калориски внес кој што не ви е искористен во текот на денот, па ќе може да го надокнадите и да немате многу грижа на совест. Нормално физичката активност не ја изоставувајте и во овој период, затоа што нема никаква причина да барем не пешачите во овие денови, така да многу добро знаете и сте свесни што значи здрав и активен начин на живот. Не треба повторно да се повторувам, но тоа е нешто што јас сакам да ви дадам логика и да ви дадам некои насоки во кои што може да размислувате. Не се плашете од празниците.
едноставно и јас ќе бидам човек кој што нема да внимава овој период баш како што треба, но како и да е, сум свесен дека остатокот од годината кој што е зад мене, сум инвестирал доволно време во моето здравје и добра состојба и затоа ќе немам никаква грижа на совест и знам дека во следните 365 дена ќе се случи истото. Така да, дечки, како и што и да правите, поминете си најубаво, имајте супер празничен период и нормално, ако имате било кое прашање да ми го поставите и во овој период, слободно, епизодите нема да прекинуваат, ќе бидеме активни понатаму, така да ви посакувам убав ден, здрави животни навики и се гледаме во следна епизода и во новата година. Чао, чао!